Изминатите две години зборам од доаѓањето на новата влада, ние сме преплавени со наративи о како Европската унија го брише идентитетот, анти-ЕУ пораки, суптилни проруски пораки и така натаму, за кои што мора да разговараме и верувам дека оваа тема која што денеска е поставена е помеѓу другото поставена затоа што во нашата држава се случуваат јасни работи на тоа поле. Се поставува прашањето дали институциите кај нас немаат капацитет, не можат или не сакаат да реагираат. Јас се плашам дека се случува ова второто. Ние сите, да направиме едно тело кое што ќе координира работата помеѓу МВР, Агенцијата за разузнавање, АНБ, АЕК исто така, затоа што во овој момент сите тие делуваат раздвоено. Делували претходно, во претходната влада раздвоено, да не бидам сватен погрешно. Меѓутоа, сега сме ние соочени со сериозно влијание. И вие кои имате такво присуство на друга земја во медиумите, ние сме и тоа како изложени на влијание. Ние немаме извештај за странското мешање и манипулирање од оние тела кои што треба тоа да го прават. Пак велам, тоа треба било која влада да го прави, да не бидам сватен како опозиционер кој што по секоја цена сака да критикува. Ние немаме јавни предупредувања за координирани кампањи кои што се случуваат и ќе се случуваат во нашата земја. Така да, изостануваат проценките за странско влијание, изостануваат проценките за јавните предупредувања и системот за рано откривање, како што кажа почитуваните говорници во панелот. Жално е, ќе повторам, што опозицијата злоупотребува измислени теми за дневно-политички поени, особено ако се сетиме од аспект на кредибилноста на опозицијата и од аспект на она кое што го говорам дека е домашниот извор за манипулирање со информации. Беше и случајот кога овдека направија или се обидоа да направат хаос дека некакви мигранти од Велика Британија ќе биле депортирани во Македонија, па дури организираа и собирање на потписи, за да сето тоа биде демантирано и од тогашните релевантни и наши и британски дипломати, меѓутоа и од времето, затоа што веќе согласно нивните тогашни информации требаше овдека да има многу мигранти кои што очигледно дека ги нема. Но ако се стави ова низ призма и во рамка на она кое што беше презентирано овдека, ќе видиме дека доколку го следиме оние чекори дека за да препознаеме мешање странско со информации, да си одговориме на плашањата дали го амплифицираат наративот, да, тие секој ден тоа го прават на одредена тема, дали потикнуваат поделби, апсолутно потикнуваат поделби во општеството и дали се обидуваат да создадат хаос, да, се обидуваат да создадат хаос. Така што јас ова излагање на опозицијата ќе го земам само низ призма на еден класичен, еклатантен пример на домашно манипулирање со информации.